Јас сум Љупчо Јуруковски, службено Јурук од Офнет МК и ова ми е прв настап на сцена у живот. Откако прилично ги спуштив очекувањата од презентацијава, тука сум да ви кажам дека јас треба да зборувам за се што ви интересира за портали и помалку. Или барем за тоа требаше да зборувам пред да се видам со Булдиовски, кој што ме запна дека треба да зборувам за виралност, затоа што ете, ние сме се разбирале во тоа. Му прифатив најрегуларно. И ова значеше дека треба да се прииспитам што тоа ние правиме околу виралноста, како Трендолен, Офнет и се предходно. Ако нека сте се прииспитувале, знаете како ме намести човекот. Не се. Тука сум да ви зборам за виралност на суво. Ако уште сте на два памета околу седнување, да ви кажам дека нема да има толку и толку фори за виралност, ниту ќе има нешто што може да запишете на тема виралност. Туку ќе се збори за виралност како таква. Да се разбереме. Виралност со право е мантрата на секој веб уредник, на секој key акаунт на маркетинг агенција или кој да сака да постигне публика под услови многу и веднаш. Главен сојузник нивен во овој поход се социјалните медиуми. Добрата страна на социјалните медиуми е што тие се беспрекорно добри во постигнување виралност. Лошата страна на социјалните медиуми е што тие се беспрекорно добри во постигнување виралност. Под социјални медиуми ќе зборувам за масовно за цело село социјалниот медиум кај нас, Facebook. Како језда и други ве функционираат, али за Facebook правиме муабет. Доброто кај Facebook е што кој да си. Можеш за мали пари твојата приказна да ја прошириш до колку сакаш луѓе. Како што каже еден уредник пред некое време, у мое време да имаше некој што ти гарантира дека за $100 твојата вест можеш да ми ја пуштиш на 400.000 македонци, јас сега ќе ви бев цар. Доброто кај Facebook е без разлика колку си ти непоткован, не спремен за било што, дека Facebook е тамо за тебе. Одиш на сајтот, кликаш, оставаш пари и Македонија или кој да ти е публиката е твоја. Ти си ги освоил. Лошата страна со беспрекорноста на Facebook е во тоа што Facebook стварно ги остварува своите ветувања. Ама па и Ебола ги остварува своите ветувања, така да не е тоа нешто што треба да не занима. Проблемот од успешноста на Facebook, од помошта што ја добиваш од него, е во тоа што после некој време твојата содржина, целата твоја контент стратегија се навлекува на Facebook. Ти почнуваш да работиш за Facebook наместо обратно. Да немаме никаква забуна. Сите оние шокантно, ексклузивно, скандалозно, неверојатно и слични одвратности од наслови не постојат затоа што има некоја глобална завера против вашите основни принципи на читателско достоинство. Постојат затоа што тоа функционира. Функционира у свет, функционира кај нас и, што е најважно, функционира кај единствениот мерител на вашата вредност. Импресии на Google Analytics. Заради начинот на кој што функционираат алгоритмите на Facebook, заради начинот на кој што работи целиот систем, најголемо внимание, најголем ќар како паблишер, најголем ќар, најмногу кликови и посети добиваш баш од насловите и од вестите што ги имаат овие клучни зборови во нив. Кога Раја ќе види дека нешто е шокантно, автоматски клика на тоа. Кога ќе кликне на тоа, таа вест ќе шири кај многу поише народ, која со тоа ширење добива неверојатен рич и ете ти ги посетите. И се тоа стварно функционира, не е нити бајка, нити ништо, стварно функционира. Ти објавуваш, инстантно пушташ на Facebook, луѓе кликаат, лајкаат, тебе ти се зголемуваат посети, кликови, шерови, све е како бајка, све е подмачкано и тогаш ќе се случи февруари 2014. Или претходниот декември, или ноември, или кој да е месец кога Facebook решава малце да ги гибне алгоритмите. И тогаш на тебе се дешава крах. Тогаш твојата горе спомената Google Analytics вредност ти паѓа за 40 до 50%. Затоа што до сега сите луѓе тебе те консумирале преку Facebook. Тие не стигнале да те запознаат тебе, не стигнале да дознаат кој си ти.
И ти на нив заради тоа не им ни фалиш. Никој не му фали на некој што не го знае. Заради тоа луѓето ти го немаат никогаш осознаено твојот идентитет. Затоа што луѓето постојано ти доаѓаат преку Facebook на твојата вест. Тие никогаш не немаат видено твојата насловна страна. Тие никогаш го немаат видено твојот дизајн. Тие не знаат што ти е на тебе поентата. Тие само имаат дојдено. Третиот проблем од овој крах е што ти понатаму продолжуваш да пишуваш скандалозно, шокантно, неверојатно, ексклузивно. Ама овој пат на свој зијан. Ти ги пишуваш овие одвратности од кои што ти е срам да ја погледнеш тастатурава у очи, ама никој не ти ги клика сега. Сите си отишле некаде. Facebook сменил, никој не ти доаѓа. И сега ти си останат со сајт полн со шокантности и празен Google Analytics. И што сега? Да не се разбереме погрешно, никој тука не проповеда против социјални медиуми, него како и кај сите мераци во живот, и тука е битна умереност. Виралност бива со пари. Ама ако парите ти се едини аргумент и ако виралноста ја третираш ко спонзоруша, многу брзо ќе се разочараш. Оно што ја го се преиспитував сам себе околу тоа што го правиме, со еден збор се сведува на публика. Ама не збориме тука ние за публика што доаѓа како од синдикат да им купиле карти па дошле тука само да се потпишат на список, него збориме за публика што е напалена на тебе, публика што едвај чека нешто да дојде кај тебе за да види дека има нешто ново, што не те чека да дојдеш, не те чека да се појавиш ти на ѕид кај незе, него сака дојде кај тебе за да види дека има нешто ново, што се радува на секој твој нов текст, што сака да го споделува секој твој нов текст, или па што одвај чека нешто ново ти да ставиш, за да те хејта, за да те мрази, за да те руга и така натака. По која и да е основа, таа публика на тебе ти ја шири твојата приказна, ти ја шири твојата порака. Оваа публика е најважна од све. Оваа публика ти е и девојка, и жена, и швалерка, и лоша комшика, и добра теткица, и бивша, и све. Оваа ти е најважното нешто што може да се постигне. Оваа публика е ужасно тешко да ја освоиш. Уопште не е заебанција до. Ама кога ќе ја освоиш, ти знаеш дека го имаш нивното внимание. Оваа публика не те чека да се појавиш ти на врата како трговски путник со куфери за да покажеш што имаш. Не бре, оваа публика те дзирка од прозорот, од излага на балкон да те види, ти доаѓа на тезга за да видиш што има нешто ново кај тебе. И кога ќе види, после таа го шири на својата околина на начини на кои што таа го знае. Најголемиот ќар од оваа публика што имаш е што ти од неја добиваш квалитетен фидбек. Значи, ова се луѓе што ти ја знаат твојата порака, што го знаат твојот стил, знаат што сакаш да кажеш. Они на тебе ти враќаат своји мислења кои на тебе ти се безценети. Без разлика колку ти е мала публиката. Нивниот фидбек е многу поважен од која било галама, од багра или од толпа. Како до оваа публика? Низ начин како и до секоја. Со скандалозно, шокантно, неверојатно и ексклузивно. Вашиот дел од магијата е никогаш да не спомнете скандалозно, шокантно, неверојатно, ексклузивно. На вас ви треба Кајзер Созе од наслов. Шокантен наслов во кој што никој го нема видено зборот шокантно. Што е тајната? Тајната е исто и како кај насловот. Тајната е во разговор со публиката. Тајната е да не ја подметнуеш под нос и да не ја трљаш на нос на публиката нешто што ти веруваш дека е вирално. Него да си направиш разговор со нејз, да ја најдеш жичката што ќе те донесе до виралното Елдорадо. Тајната е да ја слушаш публиката, ама и ти да ја кажеш што и фали на незе, што треба да прави, што треба да чита. Да си бидеме поштени сите што сме тука, никој не знае, никој нема укапирано комплетно публиката. Која е, каква е и што тачно сака. У овој дел
вие треба да се почне да се работи на самите себе. Значи ти више не работиш на нив. Работиш на собствената содржина. Работиш на ствари, на произведување работи кои тебе те возбудуваат, кои тебе ти прават интересно. А публиката ќе најде начин како да ги начуе овие работи и како да дојде кај тебе и да остане, за добро или за лошо. Кога еднаш ја поставиш оваа врска, кога еднаш ќе освоиш публиката, а за секој има публика, тебе повеќе не ти требаат никакви алатки за да знаеш колку си добар. Ти кога имаш освоено твојата публика, ти знаеш дека уште кога ќе кликнеш паблиш, знаеш дали си дал тројка или си направил бунар. По пат, додека го правиш ова, ќе има и изненадувања. Моја грешка. Ќе има изненадувања, случајни, ќе има изненадувања кои неочекувано се повторуваат. Имаме ние некаква работа со Шведска, у која што кој да е вест да ја ставиме ние за Шведска прави лудило од статистики. Не се. Оно што е важно, дека не се работи само за тоа ти да бидеш смешен, забавен, информативен или интересен. Се работи за твојот идентитет. Тоа е виралност на СУБ. Мило ми. Ето, ти реков.